И фудбалот е супер спорт, луѓе, леле, фудбал, Она, даваш гол, нели, и трчаш, соблакаш дресот, соблакаш гакиците, чорапите, копачките, легнеш на тревата и со душа чекаш да ти нарипаат 10 опасно запотени мужина на чело со голманот. Например, таков еден имавме мој клуб, многу згоден тип, он мене многу ме нервираше. Ке дае гол, ке се облече тоа дресот и педерот не дозволува да го фатиме. Само ни бега по цел терен. Али ова беше најинтересно. Беше полувреме, и у прво полувреме овој најдобриот противнички играч ни даде 2 гола. И овој тренерот на полувреме нервозен ми вика: "Кире, сопреку прво полувреме, како знаеш, иначе не ми искаче пред очи." Ја почнав второто полувреме и кога сега памтам, противниците изведуваат корнер. И јас застанав зад овој најдобриот противнички играч и у тоа гужвата никој која не гледаше су му збрцал прсу гъс. Толку силно му го збрцав прстот у гъс, што му ги скинав гатиците. И овој нервозен се врти и ми удира бокс. И судијата го виде само оној момент кога овој ми удира бокс. Му даде црвен картон на играчов, го изведи надвор и ние така после направивме пресврт и ги тепавме со 3-2. После тоа, овој тренерот секоја утакмица мене ми даваше да ги чувам најдобрите противнички играчи и ја на сите им брцав прсу гъс, понека цела рука им брцав и они редовно ми маваа боксу и добиваат црвени картони и ние секојаш така победуевме. Ете, на тој начин заиграв и за фудбалската репрезентација на Македонија. Ама и оттамо многу брзо ме избркаа. Ама и од репрезентацијата многу брзо ме избрка кога почнав и на судиите да им брцам прсти у гъс. Ама после сум се запишал на уметничко лизгање, без да знае татко ми. Уметничкото лизгање стварно има многу секс. Само штета што нема мушки двојки.